Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Зоран Заев и СДСМ му избегнуваат 4 дена да дадат одговори за која намена се формирани трите фирми на Заеви во еден стан во градот Петрич во соседна Република Бугарија. Затечениот Заев се уште не кажа дали овие фирми се формирани за да добијат бизнис од рудникот Иловица за чие работење. Зоран Заев драстично го промени ставот во споредба со изјавите кои ги даваше пред 2 или 3 години наназад. Што се промени, господине Заев? Дали бизнисот со транспорт и логистика на рудата од Иловица до Петрич, бизнис тежок 10 милиони евра годишно, може би ги промени вашите ставови? Почитувани, еве неколку факти кои отвораат многу прашања и многу сомнежи. Официјалните податоци на компанијата која менаџира со проектот Рудник Иловица тврди дека 60 до 80 илјади тони руда годишно од рудникот ќе се транспортираат со товарни возила 47 километри од Иловица до, внимавајте, градот Петрич, од каде потоа со железница ќе се транспортира до топилницата Пирдоп. Инаку градот Петрич е градот каде што се регистрирани трите фирми на Заеви. Многу симптоматично е што токму Заеви отвориле фирми во Петрич, во период кога Заев почнува го менува ставот за работењето на рудникот Иловица и тоа за дејност, транспорт и логистика. Овој бизнис кој се овозможува со отварањето на рудникот Иловица тежи над 10 милиони евра годишно. Зоран Заев, зошто молчиш? Одговорете, дали работењето на рудникот Иловица зависи од тоа дали фирмите на Заеви ќе го добијат транспортот на руда до градот Петрич, каде што се пријавени фирмите Гомасиндра, Ориент Груп и Радиша Трейд. Што се случи со изјавите на вашата партија дека рудникот Иловица има сериозни закани по здравјето на луѓето или пак можеби некои бизнис интереси го променија вашиот став? Редно е да им одговорите на граѓаните и да не бегате и да се криете од јавноста. Благодарам.